што е со Отворен Балкан, еден од подобрите проекти на минатата влада. Дали ќе го продолжите, бидејќи беше многу добро прифатен од бизнисмените со кои што знам дека сте во добри односи со економската, со бизнес комората, често се среќавате. Дали побара од вас да помогнете тој проект да продолжи? И второ прашање, како да се реши, премиере, проблемот со загадувањето во државата? Народот има многу ниска свест за екологија, диви депонии насекаде. Сте биле во Охрид овој период, буквално секој паркинг е дива депонија. Како да се реши тој проблем? Да се зголемат казните, да се казнува повеќе? Има ли чаре за тоа? Поврзано со првото прашање, секоја регионална иницијатива која што може да додаде вредност е добра иницијатива и нормално дека ние ќе треба да ја разгледуваме таа иницијатива со стратешките партнери и со нив да разговараме, иако морам да признам дека оваа иницијатива има многу недостатоци. Затоа што јас секогаш го поставувам прашањето доколку една од целите на оваа иницијатива е брз проток на луѓе и стоки, тогаш прекограничен брз проток, тогаш би сакал да ја знам границата помеѓу двата партнера во овој проект, односно Србија и Албанија каде е. Би сакал да знам каде се наоѓа таа граница, за да има брз проток помеѓу двете држави. Така што мораме работите да ги гледаме реално. Јас би сакал да фантазирам за прекрасна идилична состојба на Балканот, кај нас, во регионот, во Европа, но не е таква реалност. Ако веќе имаме таков тип на иницијатива, тогаш таа треба да е комплетна, а вака како што не е комплетна и на крајот од денот, целта на сите држави од регионот е членство во рамките на Европската Унија. Нема побрз проток на луѓе и стоки од тоа кој ќе ги немаме границите кои што за жал денеска постојат и за кои што за жал уште денеска ние спориме каде се наоѓаат во регионот.